Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта. Што е тоа остеопороза и што се влие врз густината на коските? Зошто жените многу почесто страдаат од остеопороза во споредба со мажите? На која возраст всушност коските се најгусти, а кога почнуваме да губиме дел од нивната густина? Постои ли начин за третман на остеопорозата и како најдобро да се заштитиме од оваа болест? Имаме навистина многу прашања кои што ќе ги упатиме на доктор Танер Хасан, ендокринолог од Градската општа болница 8 септември. Се гледаме во студиото по рекламниот блок. Започува денешната телма амбуланта. Зборуваме за остеопорозата со доктор Танер Хасан, ендокринолог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре дојдовте во студиото на телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Наскоро отварате Центар за остеопороза во Градската општа болница 8 септември. Поточно веќе го отворивте, но со пациенти ќе започнете да работите од август. Август месец, да. Да, тоа е првиот центар во склопот на нашава болница. До сега таков центар не сме имале, па се овозможи прилика сега. Добивме една донација од Турската агенција за координација и соработка. Добивме дензитометар. Со тој апарат веќе почнавме и подготовките за формирање на Центарот за остеопороза. Ги завршивме сите подготовки, направивме свечено отварање на Центарот. Сега продолжува обуката на персоналот што ќе раководи со апаратот за мерење на коскена густина и планираме таму од август месец да почнеме да примаме и пациенти. Да, тоа што е одлично за пациентите, бидејќи остеопорозата е исклучително чест проблем. Споменавте дека имате апарат за мерење на густина на коските и започуваме тука од густината на коските. Дали на одредена возраст ние почнуваме да губиме дел од коскената маса, од густината на коските? За жал, да. Значи, формирањето на коските продолжува се до 20 години од возраста, после 20 година до 40-та, значи до почетокот на четвртата декада од животот, настанува една платофаза, кај што нема ни формирање ни намалување на коскената густина, меѓутоа после 40 годишна возраст, кај сите луѓе, повеќе кај женската популација, меѓутоа има и кај машката популација, почнува постепено да се намалува коскената густина. Кај некои луѓе ова е поизразена, кај некои помалку изразена, тука влијат други фактори кои што веројатно ќе ги напоменеме, да. И така да секој човек, посебно кај жениве, после менопауза, губењето на коскената густина е многу впечатлива и затоа ние препорачуваме одма кога се почнува менопаузата, значи првите 3-5 години се најважниот период и најважните години кај што треба да се обрнува повеќе внимание, обавезно да се направи скен на да се направи коскена густина, да се одреди кај пациентиве, зборувам за женската популација, бидејќи во тој период се губи најголемо количество од коскената густина и тогаш треба да се интервенира. Што точно губиме од коските, докторе? Дали е тоа калциумот или нешто друго? Значи, коскеното ткиво се формира од минерална компонента. Во таа минерална компонента влегува, како што кажавте и вие, и калциумот, меѓутоа влегуваат и други елементи, нутритивни елементи, магнезиумот, фосфорот. Исто така тука делуваат голем број на хормони кои што имаат улога во формирањето и во ресорпцијата на коскеното ткиво. Посебно во првите 2 декади од животот до 20 годишна возраст, хормонот за раст најповеќе делува во формирањето на коскеното ткиво. Меѓутоа има и други ормони кои што делуваат обратно, кои што можат да намалат коскената густина, како што се хормоните, на пример кортизонот, од кој што се лачи од надбубрежната жлезда. Имаме пациенти кои што имаат прекумерно лачење на овој хормон и затоа кај нив остеопорозата може да дојде до израз многу порано отколку што е очекувано кај пациентиве. Обично, ако кај женската популација, ако е под 45 годишна возраст, да се појави остеопорозата, значи се работи за рана остеопороза или предвремена остеопороза. Обично, после 50 година треба да започне тој процес. За машката популација процесот започнува после андропауза, обратно на менопауза. Тоа отприлика би е малку по голема возраст, над околу 7 декада од својот живот. Докторе, со текот на годините почуваме да го губиме и колагенот.
Има ли колаген во коските? Има, да. Колагенот е главната компонента во сврзното ткиво, после тоа тие играат важна улога и во формирањето на костеното ткиво. Исто така колагенот игра важна улога и во различни параметри кои што ние го следиме кај пациентот, да видиме дали реагира на терапија, дали е успешна терапијата кај пациентиве. Затоа имаме некои лабораториски реагенси кои што ни служат за мерење на некои коскени параметри, кои што се за резорпција и за формирање на коскено ткиво. По тоа ние забележуваме дали даваме успешна терапија, дали пациентот реагира на таа терапија или не. И тука колагенот е меѓу тие параметри кои што се мери. Споменавте веќе за жените дека менопаузата е ризик фактор исклучително голем за слабење на квалитетот на коските, односно за нивна порозност. Така некои ги нарекуваат порозни коски кои што лесно се кршат. Дали женските хормони прогестеронот и естрогенот подеднакво влијаат врз здравјето на коските? Да, тие позитивно влијаат, естрогенот посебно, во формирањето на коскеното ткиво и затоа кај жениве во период на менопауза, кога се намалува нивото на естрогенот во телото, тогаш започнува да се забрзува тој процес на остеопороза. Тие коски стануваат поротични коси, како што кажавте, многу се фрагилни тие коски и многу се подлежени за кратко време или за невнимателно паѓање или можда паѓање и од столица, најчесто доаѓаат пациенти за да има можност да настане фрактура во колкот на пример или во пределот на прештените, кој што не е можност кога коските ни се здрави. Меѓутоа кај овие пациенти за многу малку ни треба за да имаат скршеници, фрактури, а најчесто се тие во колкот. И најчесто заради тие причини доаѓаат дел од пациентиве кои што претhodно не знаеле дека имаат остеопороза, тие всушност доаѓаат за скршеницата во. Првиот симптом е драматичен, драматично може. Тоа е важно, треба да се напомене дека остеопорозата не прави болка. Обично има погрешно мислење во населението дека имам болки и затоа имам остеопороза. Остеопорозата, самата остеопороза, ако нема фрактура, болка не прави. Значи безболно е и затоа тешко се открива или касно се открива, за жал. Меѓутоа, штом ќе почнат тие фрактури, зборувам за фрактури, микрофрактури се тие, кои што најчесто настануваат во пределот на колкот, кај што има најголем притисок, гравитационен притисок поради тежината на телото, исто така и во пределот на прештените. Тие микрофрактури таму настануваат и тогаш почнува болката кај пациентиве. Дали појавата на касна фаза е тоа веќе. Појавата на грбка, згрбавеност кај одредени лица може да укажува всушност на остеопороза? Тоа е природен процес кај голем број на луѓе. Со текот како старееме, коскената густина се намалува, меѓутоа кифоза се вика тоа. Кифозата не секогаш не оди паралелно со остеопорозата. Тоа да кажеме, тие што имаат кифоза, дел од тие пациенти може паралелно со тоа да имаат и остеопороза, меѓутоа остеопорозата не е причина. Значи може да нема остеопороза, а пациентот пак да има сколиоза или кифоза. А возрастните, старите луѓе обично велат дека се смалиле, имаат чувство дека изгубиле дел од висината. Па тоа е остеопорозата делува, да, густината се намалува и со текот на времето се намалува и висината кај пациентиве. Обично на тоа ние најповеќе внимаваме. Кај пациентиве. Колку може да изгубат од висина на таков начин? Може 10 сантиметри, нешто така драматично? Не, сантиметар до 2 може да изгубат. Во просек зборува. Докторе, кога зборуваме за ризик факторите, дали бременост и доењето, кога од телото се излачува многу калциум, се ризик фактор за појава на остеопороза или тоа не е баш така? Да, и бременоста е ризик. Во тој период има некои повеќе ризик фактори, меѓу нив е и бременоста, пошто во тој период најповеќе се троши, значи плодот зема од мајката сите минерали, витамини, све што треба за развојот на коскеното ткиво, посебно во времето на доењето, не само во бременоста, исто така и во времето на доењето, кој што може да трае до 2 години, кај пациентиве, кај труднициве и после кај младите мајки, и таму имаме губење на големи количини на калциум, на витамин Д, заедно со млекото.
и затоа тогаш во тој период многу повеќе треба да внимаваат мајките, да внесуваат поголеми количини на калциум, на витамин, обавезно да се направи контрола на нивото на витамин Д, ако има потреба да се направи субституција, исто така на фосфор, на магнезиум, сите овие елементи треба да се обрнува внимание и да се проверат почесто во текот на доењето, исто и во бременоста. Истражувањата покажуваат дека кај луѓето се забележува дефицит на витамин Д. Каква е неговата улога кога станува збор за густината на коските? Па витамин Д е најважниот витамин, а уствари е и хормон. Ние ендокринолозите како хормон го прифаќаме, кој што делува во формирањето на коската и во апсорбцијата на калциумот. Без витамин Д ние не можеме и калциумот да го апсорбираме ако немаме доволни количини на витамин Д. Витамин Д е еден од главните компоненти, како што кажавме, во здравиот развој на коскеното ткиво и затоа тие нивоата на витамин Д треба да бидат во нормални граници. Посебно треба да се внимава во детската возраст, кај адолесцентите исто така се до крајот на пубертетот, значи до 18-та годишна возраст, додека се развива коскеното ткиво. Тој период е клучен за здравите коски? Многу вклучен, да, за развојот на коските и витамин Д има голема улога во тој период. После тоа можеме да направиме ние субституција, меѓутоа со субституција се прави само да се одржува коскеното ткиво, да нема зголемување во трошењето или во резорбцијата на коскеното ткиво, меѓутоа за формирањето после пубертетот веќе тоа се тука не можеме да направиме некоја промена во густината на коските. Да. А какво влијание игра исхраната? Точно ли дека оние кои што се слаби исто така имаат проблем со остеопороза? Има, да, слабите луѓе, зборувам за значи тие имаме и прекомерната тежина делува негативно. И тоа делува негативно? И тоа делува негативно, пошто тежината, самата тежина прави притисок на коските и провоцира зголемено повеќе за пократок временски период да се ресорбира повеќе количини на коскено ткиво. А исто и слабите луѓе, пошто немаат масни наслаги или мускулна наслага кои што може да помогнат на коскеното ткиво, меѓутоа во умерени количини. Ризик се тие луѓе кои што имаат под 58 килограми, според сите препораки, значи жени под 58 килограми имаат поголем ризик за остеопороза во споредба со жени кои што им се над 58, меѓутоа не во граници на обезност. Значи и малата телесна тежина исто така не секогаш е добра, особено за здравјето на коските. Што им советувате на, знаеме, оние што се обезни добиваат совет да ослабат, но оние кои што имаат да дојдат во нормални граници, да имаат нормални, значи според висината на тој пациент колку килограми треба, значи таргет килограмот колку треба да биде, целната вредност и според тоа да се одреди колку килограми треба да има пациентот. Исто така треба да се внимава на исхраната, да се внесува поголеми количини на калциум, на витамин Д, на магнезиум исто така, да се внимава на протеинската исхрана, да биде балансирана заедно со јаглени хидратите и мастите, пошто само едновидна исхрана е многу лошо делува за формирање на коските и за функцијата на остеоцитите, тие клетките на коските. Затоа треба на овие работи да се внимава. Исто така советувате млечни производи, млеко? Па млеко, да, се што содржува калциум, ние препорачуваме и дневна количини на калциум што треба да се внесат е 1 грам. Дневно. Значи 1 грам калциум треба да внесуваме секој ден. Тоа е за дневните потреби на секој човек. Некои имаат повеќе, меѓутоа во просек потребата е околу 1 грам. Исто така препорачуваме тие што пушат, обавезно треба да прекинат со пушењето или барем да намалат пушењето. Тоа негативно делува на коскената густина. Пиење на кафе, пошто во нашето подрачје многу се пие кафето. Имаме навика. Да, имаме навика за кафе. Што значи тоа воопшто да не пиеме кафе? Не, се препорачува повеќе од 2 до 3 шоли дневно да не се пие кафе, пошто кафето прави ресорбција, може да провоцира повеќе зголемување на ресорбцијата на коската. На тоа треба да се исто така и чајот делува, зборувам за турскиот чај, повеќе од 5 црниот чај, да. Повеќе од 5 чаја дневно да не се пие и тоа кофеин што има? Да, тоа е проблематично. Да, слични компоненти на кофеинот. Тие делуваат негативно на коскената густина.
Цигарата, кажавме, внесување на калциум одредени количини. А што е со физичката активност? Бидејќи тука сега наоѓаме немојте премногу, немојте премалку. Да, седентарниот живот негативно делува. Треба да имаме физичка активност како и сите други болести кои што имаат добивка од тоа, така и коските. Физичка активност, значи обавезно дневно, ако не дневно, барем 3 пати неделно по 20 до 30 минути пешачење, отприлика околу 2-3 километри пешачење, тоа ќе биде многу ќе биде од корист на пациентот. Но велат прекумерно не. Прекумерно нема потреба. И тоа прави проблем за и тоа може да ги после, значи во период кога се формираат коски кај младите луѓе, младата популација може да направат. Меѓутоа веќе кога почнува менопаузата, после тоа треба да се внимава и повеќе да не се оптоваруваат коските. Пошто се што и да правиме ние, сепак коските со текот на времето губат од својата густина. Меѓутоа ние со физичка активност може само да помогнеме на коските, подобриме мускулната маса да се подобри малку, да се заекне за да целиот товар да не остане на коската. Значи товарот да се распредели рамномерно на коската и на мускулите. Тоа значи умерено со тежина да се вежба за да се добие мускулна маса која што би превенирала од вако? Да, умерени вежби. Да, значи тајната умереност секогаш. Може. А генетиката? Дали наследниот фактор има некаква улога? Има доста и такви имаме и студии кои што укажуваат дека генетската предиспозиција игра улога во настанувањето на остеопорозата. Тие луѓе кои што имаат во фамилија, посебно од прво колено, кои што имаат фрактури од непознато потекло, значи не од паѓање или од травми, физички травми, нешто, туку спонтани настанати фрактури. Ако има некои членови во семејството со таква анамнеза, ти имаат поголем ризик за остеопороза. Нулипарните жени, и тоа на нулипар, значи жени кои што немаат деца или не затрудниле никогаш во својот живот и тие исто така се паѓаат во групата на ризик фактори кои што негативно делува на коскената густина. И кај нив исто така. Исто така малигни болести кои што имаат пациентиве. За жал знаеме поголемиот дел од овие малигните болести прават и метастази на коските и тоа може негативно да делува, посебно тие што примаат хемотерапија, зрачење и кај нив многу почесто треба да се проверува коскената густина. Некои од тие цитостатици дури и негативно делуваат на коските, имаат нус ефекти. Кај нив обавезно треба да се направи субституција на калциум, на витамин Д, многу повеќе во споредба со здравата популација кои што имаат потреба, на пример, 1 грам, кај нив може нивото на калциумот да се покачи на 2 грама или 3 грама дневно, ако има повеќе потрошување на калциумот заради оваа терапија. Уште малку ќе се задржам, докторе, кај хормоните кои што влијаат врз густината на коските. Веќе споменавте женски хормони, хормони од надбубрежна жлезда, хормонот на раст и така натаму. Што е со тироидната жлезда и со една жлезда што се наоѓа во близината на тироидната жлезда, паратироидната жлезда? Да. Каква е улогата на овие две жлезди кога станува збор за густината на коските? Тироидната жлезда заедно со паратироидните жлезди, тие се 4, паратироидните и тироидната жлезда една, тие и двете жлезди имаат улога во остеопорозата. Ако се работи за хипертироза, значи прекумерно лачење на тироидната жлезда, тогаш ресорпцијата на коските е многу повеќе во споредба кај луѓе кои што немаат проблеми со тироидната жлезда. Исто така и паратироидните жлезди, ако работат многу повеќе, лачат паратироиден хормон, кој што делува во ресорпцијата на коската, многу повеќе коскена густина се губи поради прекумерното лачење на паратироидните хормони, а тој хормон делува во метаболизмот на калциумот во телото. И затоа се препорачува кај овие пациенти обавезно, кога не знаеме точно причината, дали е постменопаузална остеопороза или постменопаузална викаме за примарната остеопороза, меѓутоа секундарно сите други причини кои што може да направат остеопороза. Значи во склопот на секундарната остеопороза мораме да ги провериме и сите овие други фактори како што е тироидната, паратироидната жлезда, надбубрежните жлезди, хипофизата, исто пролактинот, многу често хиперпролактинемија имаат повеќе жени. Кога жените всушност имаат млеко од дојките, да.
а не се доилки. Не Значи се во некој доилки. период од животот ќе им истече млеко од Да, дојката, и тоа тоа значи може- пролактин дека имаат повеќе. Пролактинот, да, имаат повеќе и високиот пролактин е ризик фактор за остеопороза, исто кортизолот. Исто така треба да кажам за пациенти кои што подолг период користат кортизон за терапија за други болести. Најчестото е ревматски болести кои што долго време пациентиве користат кортизон во различни дози. Меѓутоа тој период ако е повеќе од 3 месеци, овие пациенти имаат дупло повеќе ризик за остеопороза во споредба со другите пациенти кои што не користат кортизон. Обавезно тие пациенти кои што користат кортизон за терапија за други болести заедно со кортизонот да користат калциум и витамин Д, за да се ограничат или за да се намали причината за остеопороза или да не се провоцира остеопорозата кај овие пациенти. Докторе, кога правите лабораториски анализи кај пациенти со остеопороза, какво е нивното ниво на калциум во крвта? Дали ме намалено, нормално? Па може да има и нормални вредности да Може има, нормални најчесто да има? нормални вредности имаат. Кај овие пациенти исто така треба да се, значи има два вида на калциум. Така. Тоталниот, вкупниот калциум, меѓутоа треба да се провери кај тие што не веруваме или ако се суспектни за намалена количини на калциум, тогаш треба да се провери ионизираниот калциум. Тоа е електролитен статус што го нарекувате. Да, исто така се проверува ионизирано, пошто ионизираниот калциум е најверодостоен испитување за нивото на калциум, за активната форма во телото, кој што најповеќе делува во формирањето на коските. Исто така проверуваме паратироидниот хормон, обавезно кај овие пациенти, нивоата на хормоните, како што кажавме, кортизолот, тироидните хормони обавезно, кај мажите обавезно тестостеронот да се провери, пошто мажите делот нив може да имаат хипогонадизам, намалена функција на гонадалните клетки, да имаат ниски вредности на тестостерон. Ако имаат ниски вредности, многу порано и кај мажите може да дојде до појава на остеопороза. Една од главните причини кај мажите е токму тоа намалувањето на тестостеронот во телото и затоа кај нив обавезно треба да се провери. Обратно на мажите, кај жените естрогенот треба да се провери, да се види, да се распрашува добра анамнеза треба да се зема, првенствено кај пациенти, посебно кај женската популација. Кога започнала менопаузата или точно времето дали може да се одреди, дали е рана менопауза или е во нормални граници. Значи се што е под 45 годишна возраст, таа е рана менопауза, значи има рано нарушување на женските хормони, гонадалната функција, а тоа делува до појавата на остеопорозата. На која возраст советувате да почне редовна контрола на густината на коските со овој апарат што го споменавте? Според светските препораки, сите жени над 65 годишна возраст се препорачуваат. За мажите истото важи после 70 годишна возраст. Меѓутоа, тие жени кои што имаат ризик фактори за појава на остеопороза или фамилиарна анамнеза или некои фрактури кои што не позната причината, кај нив се препорачува после 50 годишна возраст, односно после појавата на менопаузата. Под таа возраст не се препорачува, единствено ако нема друга некоја индикација, други болести кои што може да провоцираат остеопороза. Како изгледа тоа мерење? Кои коски ги испитувате? Да, скен, тоа е DEXA скен, викаме, исто како и рентгенските зраци. Пациентот има во еден кревет си лежи, и од озгора има апарат кој што со тие X зраци мери коскената густина. Најповеќе ни е тоа во пределот на колкот, бидејќи најчесто таму има тој предел, карлицата и колкот и пршлените, лумбалната регија. Најчесто тие се мерат, пошто 90% од остеопорозата започнува во овој регион, значи во пределот на колкот, кралицата и пршлените. И во тој регион имаме некои параметри, вредности кои што ни даваат податок дали се работи за остеопороза или претhodна фаза на остеопороза, остеопенија, почетокот на остеопорозата. Според тие вредности ние означуваме колку е ризикот кај овие пациенти да добијат некоја фрактура. Има еден скор, светски признат скор, скор на фракси скор, викаме, скор за одредување на ризикот на еден пациент во текот на 10 години колку има ризик за појава на фрактура во колкот или во пршлените. Тој скор ако е над 3%,
значи пациентот паѓа во групата на високоризичен пациент за појава на фрактура кај пациентот и кај нив треба малку терапијата да биде поагресивна и повнимателна и порано да се почне. А кај пациентите може ли да се утврди овој ризик за фрактура, да речеме, на кол преку урината? Преку урината, да, има некои параметри, тие се резорптивни параметри кои што ни даваат податок, тоа не е златен стандард, значи не се препорачува во дијагнозата, меѓутоа ни може да ни даде мислење дали тој пациент има ризик или е во групата на повеќе ризични пациенти. А тоа е најзначајно кога почнуваме веќе терапија кај пациентот. Значи не за дијагноза, за следење на пациентот, дали терапијата е ефективна или не, тогаш одредуваме според тие параметри кои што можеме да ги провериме од урината. Тие се параметри лабораториски испитувања кои што ни даваат податок за резорпцијата и за формирањето на коската. Според тие параметри, ако се намалени барем 25% од базалните вредности пред да се започне со терапија, значи ефективна е терапијата. Терапијата се продолжува, додека за дексата еднаш на 2 години, не мора секоја година, не се препорачува секоја година да се снимаат коскена густина, барем 2 години да помине со терапија, па после тоа да се направи компарација пред и после терапијата дали има намалување. Значи во просек за да кажеме дека терапијата е успешна, треба да има околу 6 до 8% намалување од тие вредности кои што биле пред да се започне со терапијата. Доколку болест е во почетна фаза, ќе биде ли доволно пациентката или пациентот, бидејќи споменавте дека понекогаш и мажите страдаат од остеопороза, да земаат само калциум и витамин Д? Дали тоа би решило дел од проблемот? Во периодот на остеопенија тогаш има ефект. Остеопенијата може да трае подолго, остеопорозата да не се појавува, да се пролонгира временскиот период. Меѓутоа, кога веќе настанува остеопороза, кога имаме вредности кои што се компатабилни со остеопороза, за дијагноза на остеопорозата, имаме скорови, тие се Т-скор и З-скор, тие се прегледуваат кај пациент после снимањето и добиваме ние податоци, вредности кои се. Ако се работи за точно остеопороза, само витамин Д и калциум не е доволно. Не е доволно. Да. Таа терапија не е доволно, обавезно треба да се даде базална, значи првата линија на терапија е бифосфанатите, антирезорптивните агенси. После доаѓа калциумот и витамин Д. Уште едно прашање само за калциумот пред да преминеме на другата терапија. Што доколку пациентот има проблеми со стомакот кога пие калциум? Некој се жала дека им се јавува обстипација, запек и слично? Може, некај секого, меѓутоа има пациенти кои што се жалат, кај нив најповеќе ние најчесто има неколку вида на форми на калциум, калциум карбонат има, цитрат. Таа компонента која што содржи цитрат, тие помалку делуваат на желудникот, на желудочната киселина за гастрични тегоби и затоа кај нив најповеќе препорачуваме да користат калциум цитрат со големо количество, барем со 2 чаши вода да се испие и пациентот да не лежи тој период кога ќе зема калциумот, да се движи барем пола сат или саат време и тоа може позитивно да делува да се намалат овие тегоби, гастрични тегоби. Меѓутоа гастрични тегоби може да направи и самиот првата линија што кажавме да тера бифосфанатите. Се жалат пациентите што пијат оваа терапија, да има непријатност. Непријатност, да, најповеќе од тоа се жалат. Некои тие што претходно имале гастрични проблеми, кај нив малку овие тегоби се поизразени. Тие што имале на пример улкус или гастрит, хроничен гастрит или други проблеми со желудникот, кај нив вакви проблеми има почесто. Тие што не можат веќе да толерираат бифосфанатик, орална форма, можеме да се препорачи ова интравенозна форма на истиот препарат, или има други лекови кои што не се во групата на антирезорптивни, туку во групата на анаболично, кои што делуваат хормонално, како ова еден вид на паратироиден хормон, кој што не делува на желудникот, меѓутоа многу позитивно делува на формирањето на коската. Со моноклонална технологија е направен сличен вид, значи друг хормон кој што е во вид на паратироиден хормон, кој што делува во формирањето на коската. Но тоа не е прва линија, прва линија се бифосфанатите. Ако не е поднослива терапијата со бифосфанати, ако не може тоа да го толерира пациентот или ако нема ефект. Така. А како се зема оваа терапија со бифосфанатите?
Бифосфанатите имаме неделна терапија, има дневна терапија, има месечна и дури 3-месечна терапија. Упорност е потребно секојдневно да се зема? Не, тие што се неделна, еднаш неделно може да земат. Одредуваат еден ден во неделата, истиот тој ден препорачуваме да биде и саатот ист кај овие пациенти. Значи сабајле, ако се зема, пак сабајле да се зема во утринските часови и со голема количина на течност вода, ништо повеќе да не се јаде и да се движи пациентот барем половина до саат време, значи, да не легнува. неопходно е движењето, не сме да легне. Во вертикална положба. Так. Тие што се на месечно ниво, еднаш месечно, пак истиот ден, секој месец се зема терапијата. И тие што се 3-месечни, тие се интравенозна форма. Тие еднаш на 3 месеци се земаат, се дава на пациентот. И колку време сето тоа трае? Година, две? Па може, значи препораката за терапија со бифосфанати е 5 години. Повеќе од 5 години не се препорачува бидејќи нема голема разлика дали пациентот користел 5 години или 10 години. Студиите покажале дека тие пациенти кои што користеле исто така 5 години или 10 години нема сигнификантна статистичка разлика меѓу нив. И затоа се препорачува користење 5 години и после тоа да се направи пауза и да се следи пациентот. Понатаму, ако има потреба за година, 2, 3, може пак да се почне со терапија со бифосфанати. Меѓутоа, после 5-та година се препорачува да се направи пауза. Да ги поканиме гледачите, докторе. Ете, изумив да ги поканам гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Во кој случај, докторе, кај пациентот препорачувате хормонска терапија? Да речеме кај жените, естроген, прогестерон, кај мажите, претпоставам тестостерон? Да. Кај жените во пременопаузален период, тоа е до 50 година можеме да дадеме хормон репласман терапија, даваме репласирачка терапија. После 50 година не се препорачува ради ризик за појава на карцином на дојки кај овие пациенти, затоа целата хормонална терапија застанува до 50 година. После 50 година многу ретко се значи тоа е горната граница, 50-та година. Да, горната граница е 5-та декада. Има некои други една друга терапија која што може да се даде после 50 годишна возраст, меѓутоа не е директно баш таква прва линија на хормонална терапија, меѓутоа е налик на хормонална терапија која што делува на сличен начин како хормоните, меѓутоа не е хормон и затоа тие кај нив може да се даде. Меѓутоа многу поретко. Сепак првата линија на терапија се овие бифосфанатите. Но кај жените кои што влегле прерано во менопауза, дали терапијата со хормони ќе спречи појава на остеопороза? Барем ќе пролонгира, ќе намали. Барем ќе пролонгира. Ќе пролонгира, ако треба да настане одма 51 после петата декада одма, значи остеопорозата ќе се појави таму 6-та или 7-та декада. Точно ли дека само 3 циклуса доколку отсуствуваат веќе може да се јави остеопороза? Значи, секоја жена барем годишно треба да има најмалку 9 до 10 менструации. Тие што имаат олигоменореја, намалени менструални циклуси или прерано завршени менструални циклуси, да, може. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Сакам да ве поздравам. Поздрав до докторот. Благодарам. Јас сум пациентка која сум оперирана аденокарцином на ендометриум од 2015. Имам остеопенија, меѓутоа од лани оперирав тироидна. Тироидна жлезда, сега пијам веќе цела година калциум цитрат ми дава. Сега моментално не го пијам рокатрол. И сакав да го прашам докторот дали треба да продолжам да пијам, бидејќи нема термини за контрола да напијам. Така, добро. Да, имате уште нешто да додадете? Добро. Со тироидната отидов да оперирам циста. Меѓутоа, операцијата заврши фатално. Бев и со трахеостома и све. Сега моментално ми е извадена и со тоа и така
Така, се искомплицирала ситуацијата. Ви благодарам за вклучувањето во програма, во денешната емисија. Докторе, што советувате во овој случај? Најубаво е да си продолжи со терапијата, се додека дојде на преглед, кај докторот што ја води, Нејзе Рокатрол кажа за тоа е витамин Д, активна форма на витамин Д, може тоа да се користи подолго време кај тие пациенти кои што имаат потреба, меѓутоа да не се прекина. Подобро е да се продолжи со терапијата, се додека не направи наредна контрола. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали се слушаме? Еве уште една можност, добив знак не, добро, продолжуваме понатаму. Докторе, најдов еден интересен податок за статините. Може тие да спречат фрактури на За статините многу се коските? зборува. Порано се зборуваше дека провоцираат диабетес, например, кај пациентиве кои што тие што користеле статини имаат ризик за диабет. Сега за остеопороза или да се намали остеопорозата кај овие пациенти, меѓутоа се уште овие се во фаза на истражување, немаме веродостојни податоци базирани на докази за да кажеме дека 100% е така. Меѓутоа, еве, например, има во ризик групата на пациенти влегуваат и тие пациенти кои што користат многу често за таблети за намалување на желудочната киселина, например, тие што имаат гастрити, кај нив ризикот за остеопороза е многу поголем. Зошто? Заради намалување на кисела средина ни треба за желудниот, за апсорбцијата и за калциумот и другите елементи. Тие лекови, нели знаете, лекови масовно се земаат. Многу се користат и без потреба некогаш на своја рака. Так. И тие намалуваат желудочна киселина, намалуваат, меѓутоа таа киселина треба и за други работи. Значи не е целта само да се намали киселината, желудочната киселина. Да се намали ако има прекумерно лачење. Меѓутоа ако нема за некои банални причини да се користи долго време, таква терапија не е препорачлива. Така. Убаво и ова да го знаеме, да ги вклучиме гледачите во продолжение на денешната емисија. Добар ден за следниот гледач, се надевам овој пат успешно ќе се вклучи. Добар ден. Еве уште една можност за гледачот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ме интересира докторот да прашал со сопругата ми. Ало? Да, ве слушаме, имате прашање за сопругата, така? Сопругата е болна од остеоспороза. Добро. Јас ке ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Мислам дека тоа ви пречи. Добро. Во ред, ве слушаме. Продолжете. Се вака. Она има остеоспороза, веќе година е нешто. И пред тоа, али се понесуваше некако. Сега она има на снимена е на дензинометрија. Добро. Знае лекарот што е тоа дензинометрија. Така, добро. И кои се под... L2 и L12 се најоштетени. Негде 1,2 и 1,9. Добро. Додека другите L2, L3, L3, L4, L5 се помалку оштетени. Сега она има најмногу вака на кичмата. Така. Од лева страна, што кажуваше докторот, колкот. Тука има најголема болка и левата страна на ногата. Па ви интересира што може да се преземе, предпоставувам. Бевме во Охрид. Да не должа многу, бевме во Охрид на Светија Размон. Добро. И препорача апчиња, она еното апче што е, да речем, месечно. Тоа го прима и плюс тоа примаше Анерве или Алнерве, не знам како да е. Добро. 3 месеци. Сега примат само за болки, мислам... Така, прима некаква терапија против болки во моментов и ви интересира што понатаму. Сепак, знаете, треба да оставиме простори на другите гледачи. Имаме само 5 минути до крајот на емисијата, за да може да добиете вие некаков одговор. Ви благодарам за вклучувањето во програма.
Чести се проблемите со рбетот? Со рбетот се многу чести и тие фрактури многу често настануваат таму. Овие пациенти кои што имаат заедно со остеопороза и фрактури, било да тие се микро или макрофрактури, треба да се водат заедно со ортопед, кој што се занимава со оваа проблематика. Значи тоа можат и да бидат мали скршеници кои што нема се почувствуваат веднаш? Може да се видат само со снимање. Иначе така клинички не може да се види дали се работи за микрофрактура или не. Меѓутоа тоа се сомневаме само тие пациенти кои што имаат се жалат од болка. Значи штом има болка или има микрофрактура или почетна форма на некоја фрактура, затоа треба да се направи снимка кај пациентот и снимката ќе ни каже точно дали има или не фрактура. Заедно ако има и некоја сколиоза или други проблеми со орбетот, тоа може малку болката да биде екзажирана, малку повеќе да чувствува болка и затоа тука заедно со терапијата што ја даваме ние бифосфонатната терапија, ако треба нешто и да се интервенира од ортопедски аспект од нивната област, треба и ортопедот да го следи пациентот. Докторе, доколку волку прогресирала болеста, постои начин таа да се запре или пак да се подобри квалитетот на коската? Да, може. Тие што имаат фрактура, веќе кај нив доаѓа до веќе се планира да се става ендопротеза, може да се става, тоа е ортопедите, тоа го прават тие операции со тие протези. Сосема нормално се функционира пациентот како и претhodниот период пред да има фрактура. Меѓутоа тие штом ќе има еднаш фрактура пациентот високо веројатно е пак да има во иднина, во другата коска, во другите не мора, во колкот може да има во пределот на рбетот на пример. И тие фрактури се најголемиот ризик за морталитетот кој овие пациенти. Се намалува животниот век поради компликациите кои што може да настанат од тие фрактури како што од видот на емболии. Често овие пациенти можат тромб да исфрлуваат и после тоа да заврши фатално за пациентот. Некој пат после операции еден извесен период треба да користат антикоагулантна терапија ради таа операција или ако се постави ендопротезата, некојаш на своја рака пациенти веќе ги прекинуваат тие терапии и затоа тоа може негативно да делува, да се појави несакан ефект, на пример емболија да има пациент. Уште еден гледач чека да се вклучи во денешната емисија. Добар ден. Ало, ве молам. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас се вклучив, меѓутоа пациентот ми се уклучи друг пациент. Во ред, еве сега можеме да го слушнеме вашето прашање. Јас сум на возраст од 69 години. Така? Дијагнозата ми е коксартроза на обата колкови. Така? М16 и М511 дискус хернија вертикална лумбална. Имам болки. Во колковите имам болки, особено наутро. Ми треба саат време за да проодам, ми се кочат нозете. Така, па предпоставувам барате совет. Во моментов пијам Остео К2 и колаген. Што ништо не ми значи, затоа што не реагирам никако. Болките така, немате подобрување, се уште имате болки. Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, ова не е остеопороза. Не, да, ова е повеќе од дискус хернија, значи од проблемите кои што има пациенткава со рбетниот столб, посебно во лумбалната регија. Значи болките се од там. Причината за болка е дискусот и затоа треба тука со ортопедот да видат дали со терапија, со физикална терапија може да се подобри нешто, ако не, следен чекор е интервенција хирушка. Хирушка интервенција и денешната емисија ќе ја заокружиме со неколку совети еве за здрави коски. Што можете да не советувате, некои практични работи да ги направиме за да најубаво е си да го се зачуваме прекине здравието. пушењето, да се намали, да се прекине пушењето, телесната тежина да се внимава, да се регулира, да биде нормален. Да, нормален и намалено и прекумерното е штетно. Исхраната да се регулира, да се внесува поголеми количини на калциум и на витамин Д. Сега летниот период барем да го користиме сонцето за природна начин на внесување на витамин Д, кој што е најубаво за коските и кој што има поголем бенефит. Така. Да не се криеме толку многу од сонцето како што сме научени. Барем пола сат, 15 до 20 минути дневно да се сончам. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавите појаснувања поврзани со оваа комплицирана здравствена состојба пред сека и жените, но како што споменавте и мажите знаат да страдат од остеопороза.
Само накратко, оние кои што имаат некоја потешка форма на остеопороза се повозрасни, во поодминати години. Што пак нив им советувате? Да речеме какви чевли да носат? Домот треба ли посебно да го уредат? Ортопедски чевли да носат и чевлите да не стегаат многу, да има помеки обувки да се носат кај нив и да внимават да не паѓат. Да не паднат. Да. Така домот да го уредат на начин на кој што ќе минимизираат ризици за пад. Ако треба бастун да се движат, многу подобро ќе биде отколку да паднат, Значи, да имаат да не фрактура. бегаат од бастунот. Да не бегаат од бастун, да. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас за можноста. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Уште еднаш ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.